Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Една минимална плата не е доволна ниту за основно преживување. Една просечна плата не е доволна ниту за просечно живење. Инфлацијата е последица на неспособноста на владата да ги решава проблемите. И таа не е увезена, туку исклучиво автентична. Состојбите се се повеќе од алармантни, а државата влегува во колективна сиромаштија. Една минимална плата во однос на куповната моќ на едно просечно семејство изгледа вака: 10 килограми зеленчук, 1 пакет масло за јадење, 1 резервоар со бензин, пакет млеко, 30 леба, 5 килограми овоше е еднакво на една минимална месечна плата. Во ова не спаја ниту парите потребни за месечни сметки за режиски трошоци, пари за училиште, градинка, а не се ни помислува за културен или спортски живот. СДСМ наместо живот донесе сиромаштија. Потребно е итно делување и активизам. Потребно е веднаш владата да донесе мерки за стопирање на двоцифрената инфлација. Затоа бараме предлог закон со кој прехранбените производи ќе бидат ослободени од ДДВ до крајот на годината, односно до 31 декември 2022 година. Ценовниот шок кој сега се случува е само распламтување на веќе постоечкиот ценовен шок. Дополнително, бараме ДДВ за течните горива да биде 5% до крајот на оваа година, со што владата итно ќе влијае директно на пат на цените на горивата. Одбивањето на овие две мерки би значило одбивање да се помогне на загрозените граѓани. Ако владата не превземе мерки, следува живот на рати, сиромаштија и глад. Доколку не се преземат итни мерки, се заканува ценовен колапс. Не е поентата неколкумина од власта да се богатат додека народот трпи за леп. Затоа велиме, премногу е, потребна е акција за промени. Ви благодарам.